Вашето столче и така е жешко во владата, така што вечерва не верувам дека многу разлика ќе почувствувате со оглед на настаните и изминативе денови, и изминативе месеци откако сте на функцијава. Наспроти вас вечерва прашања ќе ви поставуваат моите колеги, главни уредници на вестникот Коха, Лирим Дулови, на телевизија Сител Славица Арсова и на Нова ТВ Боријан Јовановски. Добро вечер и на вас. Ќе почнам јас најпрво со она што е во фокусов изминатите 24 часа, протерувањето, одлуката за протерување на рускиот дипломат. Синоќа, според она кусо соопштение, изгледаше дека Македонија се солидаризира со западните земји, со САД и донесе одлука, а денеска веќе појаснувавте дека Македонија има и своја причина зашто го протерува овој руски дипломат, чиј идентитет не го откривате, туку бидејќи тој одамна излегал од дипломатскиот мандат. Зошто овој дипломат не бил протеран порано? Се работи, можеби малку пошироко, ако дозволите. Мислам дека е важно. Ова се разбира не е нешто сосем невообичаено меѓу две држави што имаат дипломатски односи. Ние не сме имале таква ситуација и можеби од тука таква возбуда. Не е одлука што се носи лесно. Бидејќи се разбира не е пријатно, се праќа еден сигнал, се земаат пред многу околности, што може да биде одговорот, каков е контекстот, какви се интересите, пораките меѓу двете држави во последно време и така натаму. Ние на некој начин ни се поклопија две работи. Едната беше, и тоа не е само солидарност со Лондон, со Велика Британија, туку е солидарност визави почитување на меѓународно право таму каде што е многу важно, забрана на употреба на хемиско оружје. И малите земји имаат интерес од ред во светот. Имаат интерес меѓународното право да биде, и тоа ние меѓу другото сами на своја кожа многу добро го имаме почувствувано. Значи има и таков интерес. Светот денес не може ваков тип на неселективни напади да толерира, бидејќи може да се случи секаде. Има таков интерес. Тој исто е и себичен и општ. После е солидаризирањето и третото е што се работи за лице за кое што имаме и немаме никакви дилеми околу тоа, имаме документиран случај на пречекорување на акредитацијата на тоа лице, на правилата на Виенската конвенција за дипломатски односи и така натаму. Тоа не е особено пријатно, меѓутоа мислам дека вистински пријателски односи се прават со искреност и можеби и може да води, ако биде така разбрано, кон поискрени односи. Ние непосредно неколку дена пред ова се сеќавате на изјавата што стигна од соопштение, каде што имаше две пораки. Едната дека нашето членство во НАТО ќе биде лошо за регионалната безбедност и дека ќе влијае негативно на нашите билатерални односи со Руската Федерација. Тоа не е многу позитивна порака, ако се земе предвид дека 70% и повеќе од нашите граѓани се зад таа аспирација, која што е зацртана од 1993 година, за која што нема крупни разлики меѓу сите релевантни политички субјекти во Република Македонија, во целиот континент од независноста до денес. Да не беше разликата околу името со Грција, ние сега ќе бевме членка од 2008 и затоа се работи и за незавршена работа. Се работи за нешто ова што заладување на односите не да се почнува сега. И затоа ние сакаме пријателски односи со сите, особено се разбира со членка на Совет за безбедност, со голема земја и така натаму. Имаме традиција во нашите односи. Меѓутоа, колку и да сме мали, колку и да сме небитни, има работи за кои што мислам дека вреди, зад кои што мислам дека вреди да се застане.
Оти од една страна држи аргументот кога играат големите, малите можеби е по-мудро да седат на страна, меѓутоа од друга страна кога се работи за важни принципи, за сопствена безбедност и безбедностни интереси и чекор во насока и во функција на нивна заштита, некогаш па и не е многу мудро да се вози во средина. Може тоа да биде и поопасно. И мислам дека е време нас, тие што сакаат да не бидат пријатели, да не прифатат кои сме, какви сме и каде сакаме да одиме. Какво општество сакаме да градиме во нашата Македонија. Председателот Иванов, а и некои експерти денес рекоа дека одлуката е била избрзана за протерувањето на рускиот дипломат, а плюс тоа некои земји од нашево соседство тоа не го сторија. Бугарија, например, уште не, или не знаеме ни дали ќе го стори, Грција исто така, Србија. Кој е вашиот коментар? Сите со сопствените проценки, со сопствените вредности, проценки, какви им се односите во моментов, какви им се калкулациите, тоа не се едноставни одлуки. Меѓутоа, мислам дека светот денес е на несигурно и непредвидливо место, меѓу другото затоа што често одиме по патот што е полесен и политички можеби поопортун, а не застануваме зад принципи што на долг рок ни го прават светот подобар. Колку повеќе ќе одиме по полесниот пат, толку поголем хаос ќе ни се создаде во светот. Денеска живееме во свет кога не е доволно да си во право, кога не е доволно да се аргументите на твоја страна, кога не е доволно да се принципите на твоја страна. Задача имаме, а малите земји посебно, бидејќи непредвидливоста, слабењето на меѓународно-правниот поредок не ни оди во прилог, посебно имаат интерес да одиме во спротивната насока. Лирим, Министре, околу ова тема, би сакал да ве прашам, зошто се одлучивте токму за еден дипломат, руски, да протерате? И дали во тоа одлуката, официјалната одлука за протерување стои солидаризирањето нашек со западниот свет или ова другото што го кажавте, кое што ми се чини како намера да се релативизира цело ова, дека му истекол мандатот? Која е причината заведена во тоа? Второ, дали имало идеја за протерување на повеќе од еден дипломат и дали причината зошто не е одлучено да се отиде на таква порадикална мерка било стравот дека Русија може да го смени или да го повлече признанието на Македонија со уставното име? Дали имало вакви калкулации? Мислам дека ова со мандатот вие можеби некаква шпекулација, не знам дали самите се обидувате или нешто дошло до вас. Апсолутно тој момент не е земен предвид. Нити се работи за лице кое што било во завршна фаза на својот мандат. Меѓутоа, ако ја кажувам детали, ќе нацртам пат кон идентификација, кон идентитетот на лицето, што не смееме да го направиме, бидејќи не е согласно узансите, праксата, неговата безбедност и така натаму. Така, ама можам да ви кажам дека воопшто во резонот и анализата зад одлугата не фигурира таков елемент, нити пак имало некаква дебата дали тоа да биде еден, дали тоа да биде двајца. Мислам дека одлуката не баш и цената не баш зависи од бројката. И така што не би баш одел во тој правец во таа насока да шпекулираме. Може ли да ни кажете која е цената која имате искалкулирано? Ова не е првата закана, условно кажано, од Москва, дека ќе има контрареакција кон Македонија и вие самиот го споменавте соопштението кое неодамна дојде по средбите на македонскиот амбасадор во Москва. Имаше една изјава на Лавров во која што исто имаше слично предупредување во однос на македонските аспирации за членство во НАТО, по безбедноста во регионот, како и билатералните односи со Русија. Што имате искалкулирано, што очекувате Русија да направи? Тоа би било многу неразумно од моја страна. Сега, да ги отворам картите и во таа насока да бидам многу прецизен. Мислам дека се работи за ситуација што не е настаната. И се што би коментирал би било коментар на хипотетичко прашање. Што би било, можни се повеќе сценарија.
мислам дека е важно да се разбере дека овде не е нешто што е... Ние немаме никаков интерес да комплицираме, да влашуваме односи со таква земја, ниту со било која друга земја. И многу помало. Ние сакаме, ако има една карактеристика во надворешната политика што ја водиме овие 10 месеци, таа е да не оставиме еден аргумент нашите соседи, земјите во регионот, земјите членки во ЕУ, земјите членки во НАТО, земјите членки на Обединетите нации, светот, да има проблем со Република Македонија. Мислиме дека токму поради ова што го споменавме, на кое дереđe ни е светот, на кое во каква ситуација ни е континентот Европа и нашиот регион, време е наместо да одржуваме или да создаваме проблеми, да решаваме проблеми. И тоа ќе ни помогне многу нас, ќе помогне на нашите граѓани, ќе помогне на регионот. И мислам дека нити пак криевме каква ни е агендата, нити некогаш ќе криеме. Многу сме отворени. Мислиме дека Северноатлантската интеграција е обединувачки фактор во нашата земја, во нашето мултиетничко општество. Мислиме дека тоа ќе испрати еден многу смирувачки сигнал кон регионот. Мислиме дека тоа Република Македонија ќе ја извади од оние делови од нашиот регион кои што уште се под прашалници, повремено барем, во смисла на нивната иднина, ќе прати порака оваа земја е тука и ќе биде во овие граници. И затоа мислиме дека тоа е многу важно геополитички да го затвориме. И секогаш, дури и тие што не мислат така, вклучувајќи и Руската Федерација, ќе продолжиме да ја убедуваме дека ако имаат интерес за стабилен Балкан, ова е патот. Да Балканот има две конкурентни и конфронтирачки визии. Едната е интегративната. Сите одиме кон Европа, стануваме се по-големи демократии, со се посилни институции, границите не се толку важни. Го интегрираме регионот, станува поатрактивен економски и за остатокот од Европа и вон. И другата, која што ја видовме во 90-тите години, на етнички граници, на површен национализам, и таа видовме каде води. И затоа... Да, меѓутоа реакција секако ќе има. Тоа Русија веќе го најави, освен можеби Денко Марлевски, поранешниот министар за надворешни работи, за Телмарчира изјави дека може да се очекува протерување на наш дека дипломат, со моќта, може и повеќе. Политичка и секаква друга, и значењето расте и одговорноста. Колку посилна и поголемо влијание има земја во меѓународната заедница, толку поголема одговорност носи. Република Македонија се обидува во целост да се ја понесе својата одговорност. Во каква земја ние живееме, каков регион сакаме, каква Европа сакаме и кои принципи и вредности сметаме дека се важни во меѓународната заедница. Делувате пресигурно, претпоставувам дека имате некакви гаранции од партнерите со кои велите дека сте се консултирале во НАТО и Европската Унија, затоа што имаме една ситуација која делува можда непријатно, а се базира на многу конкретни изјави. Минатата недела амбасадорот наше викнат да му се каже дека доколку Македонија влегува во НАТО, претпоставувам дека постои некаква реална шанса да влеземе во НАТО и некаква одлука која они ја знаат повеќе од нас. Дека тоа ќе предизвика има последици по безбедноста. Недела дена подоцна, вчера, се случува ова со рускиот дипломат и вие ни кажувате дека тој ист човек работел на прибирање на безбедносни информации. Ако на себе ова се надоврзе искуството со Црна Гора и обидот за пуч во кој постојат многу аргументи на страната на тоа дека Русија е таа која имала влијание во целото тоа сценарио, тоа значи по една логика дека ние се наоѓаме во една ситуација кога нашата безбедност на известен начин е доведена во прашање. И тоа од еден меѓународен фактор, од габаритот
каков што е оној на Русија. Моето прашање е дали имаме гаранции дека последиците од ова иритација на мечката можат да бидат санирани со помош на партнерите со кои се извршени консултациите. Мислам дека на Балканот, на нашиот регион, не му одговара. Се разбира дека имаме доволно своји проблеми, не ни треба ова, на некои го викаат враќање на геополитиката или на геополитичките игри, тензии, стратегии на назад во регионот. Би биле среќни да има заеднички јазик. Не е тајна дека има ескалација и зголемена тензичност. Затоа има и санкции, тоа е дел од политиката на Европската Унија, ова што се случи во Украина и така натаму, да не одиме прешироко. Мислиме дека принципот дека ние треба да одлучиме каква ќе ни биде еднината. Ние тука како граѓани на Република Македонија е многу важен принцип. И ако ние сме одлучиле така во 93 година, сме го нацртале патот, и тој пат не е уште завршен, меѓутоа се уште има огромна поддршка од 70% на нашите граѓани, тоа мора да го почитуваат сите, па и најголемите играчи во геополитиката. И тоа не може да се сведе, ако одите натаму, со нас ќе имате проблем. Или па и обратно. Ако некој не сака да оди по тој пат, обратно од другата страна. Ние сакаме таму не затоа што има некаква си русофобија, јас мислам дека тоа апсолутно не е реалноста во нашата земја. Ние сакаме таму затоа што мислиме дека тоа ни носи стабилност, затоа што сакаме да бидеме повеќе како нив, како тие членки, во смисла како сме организирани ние дома, колку ни е силна нашата демократија, и затоа што мислиме дека таа алијанса ќе ни донесе поголем просперитет. Со самото тоа што носи стабилност и политичка стабилност, предвидливост во нашата иднина, Македонија ќе стане многу попривлечна за многу покрупни и посериозни инвестиции. Иако ние имаме систем кој што функционира и каде што владае правото и долгорочна политичка стабилност, тоа ќе отвори врата да имаме многу повидлив и појасен просперитет. Да, тоа е нашата позиција. Меѓутоа, дали на сојузниците во НАТО им е јасно во моментов ова руско вмешување, овој дипломат покажува директно руско вмешување, загрозување на безбедноста, рековте. Денеска, дали им е јасно колку е итно Македонија да стане дел? Јас мислам дека сите сме сведоци на неверојатно зголемен интерес, светски, меѓународен, во однос на Република Македонија. Дел се јавно искажани зборови, например на генералниот секретар на НАТО Столтенберг, кога беше во Скопје, после многу време без посета на такво ниво од алијансата, каде што тој каже дека за многу кратко време, од земја на проблеми и криза, што практично и не била на радарот и на агендата, има многу позитивна еуфорија околу тоа што се случува, дека можеби токму ние ќе бидеме причината зошто многу повеќе да се зборува за политиката на отворени врати, 30-та земја членка и така натаму. Јасно е дека тоа не е само заради некакви симпатии или можеби воопшто, јасно е дека интересите се поклопуваат, дека нашите проценки и нивните проценки, дека овој чекор ќе донесе стабилност, се поклопува. И јасно е дека оваа одлука е донесена во многу блиска консултација со сојузниците, со партнерите, пријателите и така натаму. Би сакал да ми одговорите, има ли план за превенција од црногорска ситуација? Па тоа веројатно е прашање повеќе за други служби, не баш за Министерството за надворешни работи. Јас мислам дека надворешната политика мора да се води во контекст. Поголемата искреност и отвореност нас ни помага. Мислам дека ни помага. И нашата решителност да одиме по патот, да продолжиме да одиме по патот покај што сме почнале 93 година. Мислам дека колебливоста и некакво глумење и преправање не ни помага. Дава збунувачки сигнали. И мислам дека сме ние посигурни ако даваме прецизни и јасни сигнали
какви сакаме да бидеме и каде сакаме да одиме. Другото прашање која окупира, мислам дека ова со Русија е, ги добивме одговорите, што ја окупира и не само на дворешната политика, судбината на државата се преговорите за спорот со името. Во петок одите во Виена, најавивте дека имате некакви очекувања конкретни. Што очекувате од Виена? Па може би не се Фотофиниш или- очекувања, веројатно се повеќе надеж. Мислам дека е важно да дадеме се од себе двете страни, да се поместиме напред. Мислам дека се среќаваме често, мислам дека има речиси целосно разбирање за идеите, позициите, аргументацијата, визијата на двете страни и така натаму. И мислам дека би било убаво и би било многу корисно да направиме некаков исчекор. Минатиот пат во Виена таква работа не се случи. Тоа беше корисно, меѓутоа немаше некаков исчекор. Мислам дека процесот на некој начин го многу јавно го дебатираме и кога позиции преговарачки особено излегуваат во јавност, станува проблем, стануваат национални позиции, државни. И ако многу излезе во јавност, ќе стане непомирливо ако нема поклопување. И затоа секогаш имам со мака, говорам појасно и поконкретно. Не знам, може би да оставам на прашање, ама јас Мислам сакам дека тука има и најмногу прашања. Да, јас нема да ве прашам директно, бидејќи и така нема да добијам одговор. Но Директно. дали сте околу последните случувања околу името детали, мислев. Но дали во споредба со пред 2 месеца сте поголем оптимист во однос на решавањето на името, отколку денес? Денеска во споредба со пред 2 месеца. И дали, второ прашање, дали сметате дека Грција е навистина заинтересирана да го реши ова прашање? Ова со оптимизмов е многу субјективно. Си ни тоа нема да ми одговори. И ние сме, не, ќе ви кажам. И јас сум како, нели, јас сум човек и ми влијае се. Тоа што го читам, тоа што го добивам од средбите и дури мојата лична некоја ситуација можеби ми влијае. Мислам дека пречесто ми се менува за да може многу да се потправам на тој субјективен момент. Можеби во после една имам впечаток дека кога се гледаме се зголемува разбирањето и можеби проектирам пат напред, пат додавам оптимизам. Кога има голема пауза и имаме разноразни брифинзи по медиуми, пораки од подалеку и така натаму, паѓа. Некогаш во еден ден. Така што Почесто министр. Ова е Не, интересен за тоа момент еднаш не јавно руче. говорите, ако е тоа нели начинот да се така, мама мислам дека тоа е премногу субјективен момент за да можам многу сериозно да го земам. Мислам дека објективните се мислам дека има желба. Од која страна? Од наша не се сомневам. Мислам дека има желба и кај нив. Мислам дека кога се работи за тешко прашање, неговото отварање веќе се плаќа со политички капитал. Мислам дека и кај нив има инвестиран политички капитал, дури ако е само себично. Ако не мислиме долгорочно стратешки интерес, бидејќи јас сум убеден дека Грција има многу сериозен долгорочен стратешки интерес, Република Македонија да биде блиски сојузник. Да биде дел од ЕУ, дел од НАТО, соседи сме и секогаш ќе бидеме соседи. Верувате ли во тоа? Дека Грција има Сериозно? таков интерес? Да. Апсолутно има интерес. Да има предвидлив, Македонија да биде пријателски, како отворен сосед. самостојна држава во рамките на Европска унија и НАТО? Јас мислам дека тоа не е спорно. Не, може ли малце да полемизирам со? И мислам дека политичката цена за отворење на ова прашање и кај нив и кај нас е веќе платена. И ако нема завршница која што ќе ги покрие нашите главни грижи и нивните грижи, нема да има бенефит. Ќе остане само на плаќањето на политичката. Така што мислам дека
Има таму интерес. Јас сметам дека Грција во случајот, не само кон Македонија, но и кон Албанија има отворени прашања, и кон Турција е држава која што произведува некоја нестабилност во регионот, има предност затоа што веќе е во НАТО и во Европската унија, никој ништо не им може. Но во конкретниот случај со Македонија, особено последната опција за решавање на отвореното прашање Горна Македонија споено без можност за преведување, јас не сметам дека они се дотолку наивни да не знаат дека во Македонија таква комбинација ќе предизвика ако не кај македонците, може да предизвика негодување и кај албанците, да се враќаат неколку години наназад албанците кај што беа натерани топонимиве на Скопје, например, да не можам јас да го користам кој Шкуп, Тетово, Тетова. Ова прашање, мислам дека таков предлог, доколку е на маса од грчката страна, мислам дека е намерно префрлање на топката внатре, да почнеме пак албанците и македонците да се караме околу такво решение, затоа што ние да прифатиме, мислам, албанците да прифатат Македонија, да не може да ја преведат Горна Македонија на албански Македонија епрме, мислам е безобразлук од невидени размери. Доколку таква опција е на маса, мислам дека таму јас не гледам никаква искрена намера од грчката страна да води кон некое решение. Не зборам за другите аспекти, за идентитетот, но еве само еден сегмент издвоив од... Дали е на масата? Ова е чудна улога за мене да бидам, не сакам адвокат да бидам на другата страна, бидејќи сум обично од оваа страна на масава, да речеме нашата. Мислам дека суштината на компромисот, доколку е можен, е на два столба. Едниот столб е македонците мора да бидат македонци што го зборуваат македонскиот јазик. Бидејќи стравот од конкретизирање со одредница на името Македонија, неко тоа е нашето име, Македонија, ќе биде невозможно да се покрие. Тој страв мора да биде покриен соодветно за воопшто ние да можеме да се отвориме за географска одредница. И тоа што јавно го соопштивме географска одредница е врзано со ова. Тоа не е безусловено. Исто така, таа географска одредница не може да биде недостоинствена. Грција негде на почетокот на 90-тите години, кога влегувавме 93-та во Обединетите нации, времената спогодба 95-та година, крајот на 90-тите повторно и овие години кога ги интензивиравме разговорите во контекст на самитот на НАТО во Букурешт, многу влади и од левицата и од десницата има еден главен суштински став, а тоа е ние го направивме нашиот чекор, прифаќаме име Македонија, што ќе биде со една одредница, и тоа најчесто беше географска, во сложено. Така што инаку, што имало на маса од 93-та до денеска, е од кај вас до кај мене, се што имало на масата, и мислам дека ако се фокусираме на тоа што не ни се допаѓа, што не нервира, многу често и со право, оти овде практично го нема нашето име во ова. И е многу Во слејано име. Во слејано. Нити пак слејано е сложено име. А тоа е озбилно, тоа као е- на предлог на Тоа во што ви е Бидејќи доставено? излезе во медиумите Ја мислам грчки, дека вака не помага. официјално, не. Ако ние фатиме тоа што не нервира или не го сметаме за соодветно, сериозно и така натаму, и ако удриме по тоа, не знам дали ќе ни помогне. Но дали Мислам Грција дека- тоа го бара Тоа го официјално од да, нас? тоа е сериозно барање. Мислам дека треба да се фокусираме на цели. Ова беа цели, овие што јас Не ми овде ги одговоривте. образложив. На што? Дали е сериозно Дали е тоа во предлогот? Тоа ќе мора, тоа Затоа што треба. вие го отфрливте на последната Тоа пресконференција. треба да Веројатно ја отфрлата прашаме, нешто што треба сте да го го добила. прашате колегата. Не може во негово име да зборувам, документот е особено кај со вас. квалификација таква. Дали е сериозно го бара, не го бара и така на.
Мислам дека ако сакаме решение, а јас мислам дека, видите, прашањето за мене е веројатно едно од најболните прашања, бидејќи природата на проблемот е многу проблематична. И е многу лесно на ова прашање да се удираме и да викаме и да маваме и така. Меѓутоа исто така, ја мислам дека сите знаеме дека надминувањето на овој проблем е важен за нашата државност. И ако најдеме достоинствен начин да го надмине овој проблем, мислам дека ќе биде многу важно. И за македонците во Република Македонија, и за албанците, и за сите други. Важно ќе биде за еднината на Република Македонија. Што е достоинствено? Да се ги отвориме вратите. Достоинствено е нешто што нема да не прави вака како што кога споменавме ова, со еден збор и така натаму. Нема да се срамиме од тоа. Ќе ни биде прифатливо. И така натаму. Второ, зборуваме и за опфатот таму. Да, Тоа е- денеска беше посочено од Бакојани, поранешната министерка, дека најважно за Грција е Ерга Омнес. И дека тоа е суштината... Има и различни нешта и дефиниции што значи. На проблемот Ерга Омнес. и дека тука лежи оној иридентизам, што тие постојано ни го Ние, јас сум убеден, повторуваат, од кој наводно треба да се ослободи. јас сум убеден дека процесот кој што беше многу пократок, барем во мојот период од оваа позиција, на кој тој траеше доста години, договорот за пријателство со Бугарија. Убеден сум дека тие преговори, самиот договор и односите што ги продуцира и ги развива, е еден вид растење или зреење, бидејќи повеќе гледаме напред, а колку повеќе се прифаќаме денес и гледаме напред, толку по-мали комплекси имаме кон историјата. И ја разбираме во едни рационални размери. И мислам дека и овој процес со Грција е процес на зреење на двете страни. Тоа што ние можеме отворено во очи да го погледнеме проблемот, и тоа можеме да си го дозволиме денес како политика, веројатно е резултат на тоа што површниот национализам кој што живееше на митот одбрана на името, видовме дека бил на површината и кога ќе ја загребеме, внатре излегува едно чудо злоупотреби што ние сите ги слушнавме. Министр, ние прашуваме И прво ние... да знаеме кои се позиции, што бараат грците од нас. Затоа прашуваме дали уопште ова постои како предлог околу споеното име. Второ, кога разговарате околу Ерга Омнес, Грција бара, ако добро сме информирани, за жал немаме можност како новинари да добиеме од грците официјални представници интервју во кое некој би објаснил тоа. Да, бараат промена на устав. Нашата страна, односно, вие велите дека и меѓународен договор е сосема доволна работа како гаранција за грците. Они излегуваат со аргумент дека тоа не е така. Дали, например, сте разбрани околу таа работа? Дали по тоа прашање што е што, за да можеме да знаеме, за да можеме да се соочиме со она што вие го велите реалност. Деки колку што ви е вас потребно, како човек кој е наистурен во тие преговори, толку ни е потребно и нас како јавност. Да знаеме која е аргументацијата, зошто Грција е толку важно уставот да биде променет и да не прифатат силата на меѓународниот договор. И дали може поинаку да им се дадат гаранции дека ние нема да го изиграме договорот. Во дилема сум. Дали да... Може би, ама ова е веќе шпекулација. Има искуство со спорот со Албанија, околу територијалниот спор со Албанија, кој што беше потпишан, меѓутоа падна на Уставен суд во Тирана. Не знам. Меѓутоа факт е дека во нашиот уставен систем, по член 118, кај нас низ процесот на ратификација на меѓународни договори се врши усогласување со уставните одредби. И тоа го прави собранието на Републиката. Уставниот суд не оди и нема содржинска надлежност да цени уставност на меѓународно правни обврски ратификувани кај нас.
тој може да цени и да се напаѓаат например времената спогодба од 95 година беше нападната. Дали во 2, дали во 3 наврати, пред Уставен суд. Тоа значи Уставниот суд ценеше само процедурални моменти. Дали тој што подпишал бил овластен да подпише, каква процедурата на ратификација дали била испочитувана и така натаму. Тоа значи дека И затоа мислиме дека ратификуван меѓународен договор, во овој случај билатерален, кој што поминува низ процесот на ратификација, Во двата парламенти е зборуваме. многу сериозна гаранција кај нас, на пример. не може да биде од Е сега, ако кажам што точно бараат, ќе влезам во замката што се обидов да ја објаснам на почеток, бидејќи барањата можат да бидат и преговарачки. преговарачка А не позиција. Преговарачка позиција. А особено не пак преговарачки позиции за другата страна да ја елаборира. Мислам дека тоа Дали тој нема договор да биде мудро. ќе биде како привремената спогодба, значи некаков гарант да бидат обединетите нации, да го ја замени привремената спогодба Мислам и дека- да мислам гарантира дека- одржливост, што би рекле сега тие еден од аргументите на Грција дека утре ќе се смени владата и Македонија ќе се Мислам предомисли дека со нас ни е донесената исто многу одлука. важна одржливоста. Мислам дека најважната правна одредба од времената спогодба, член 11, не беше почитувана. Тие исто така мислам дека се под импресија дека сиве овие години не сме преговарале сериозно, а времената спогодба била склучена со таква цел. И сме играле игри, сме се надморувале едни со други и така натаму. Така што тој тип на доверба од двете страни е многу важна и мислам дека во овој договор, ако успееме, мора да бидат во самиот договор вградени механизми за чекори што се важни, кои што мора да се прават взаемно. Не може ние да направиме чекори, а да не го добиеме тоа што го сакаме. Може ли, ако дозволите, само да се вратам на прашањето околу достоинствено решение? За време на преговорите во Њу Јорк имав можност да разговарам со медијаторот Нимиц, кој тогаш уверуваше дека неговиот пакет на предлози не задира во идентитетот воопшто, напротив дека го зајакнува идентитетот, тоа беше формулацијата. Еднаш потоа кога тој дојде во Скопје, вие дадовте исто една изјава која што беше толкувана како премногу патриотска. Рековте дека доколку се задира во Се идентитетот, разбира, нема договор. нема да има договор. Апсолутно. Дали пакетот на Нимиц, кој што беше јавно објавен, грчките медиуми го лиферуваа, и во кој што стои дека јазикот и националноста ќе бидат или македонски на латиница и без превод, Само или ќе внимавајте се кај однесуваат... националност. Оти буквално преведуваме и тоа е малку оставштина од науката во бивша Југославија. Да, ги знам дефинициите кои ги пласиравте во јавност во изминатиот период. Не ги пласиравме. Тоа има Европска конвенција за nationality, што дефинира правна врска меѓу граѓанин и држава. Добре, ајде да се задржиме за јазикот. Македонски, Западната без терминологија превод. познава етничка припадност за идентитет. Не познава националност. Националност во бивша Југославија имаа републиките, а народност покраините. Таа беше терминологијата во бивша Југославија. Западната терминологија познава државјанство и етничка припадност. На што се однесува графата во Обединети нации? На државјанство. Не се однесува. Личната карта на земјите членки имаат име, има придавка за јазик, како се вика тој јазик, како се вика тоа државјанство и има кратко име. Но како стои сега? Сега Macedonian Language и државјанство на бившата Југословенска република Македонија. Дали македонски Сега ленгвидж таков без е. превод е достоинствено решение и граѓанин на, условно кажано, Горна република Македонија е достоинствено решение, бидејќи тоа беше дел од пакетот на Нимиц, за кој тој тврди дека не задира во идентитетот. Тоа е прашање на толкување на тој пакет. Бидејќи тој пакет имаше вградена одредба за преведливост на се. На сите елементи. Тоа што се објави. Имаше вградена одредба дека двете страни, меѓународни организации и трети држави можат ова да го преведуваат на сите Можат. јазици и Да, така натаму. можат да го преведуваат. Значи имаше вградена, мора да бидете прецизни. Оти вие рековте Но не преведено, Дека- ќе биде внесено во графата на Обединети нации.
Тоа беше непрецизирано. Тоа не е дел од предлогот? Тоа не беше прецизирано во тоа што се објави. Но дали е тоа дел од предлогот? Дали Нимиц предлага да биде непреведено име во графата македонски јазик во Обединети нации? Секако со можноста секоја држава сама да одлучува дали ќе го преведе или не. Знаете што ние не може да бидеме да се чувствуваме специјално или да се чувствуваме како некаков си посебен случај. И кога велам достоинствено, затоа што не можам да одам толку во детали. Нити можам Нимиц да го откривам, нити можам наши позиции да откривам. Ама не може да биде непреведлив. Не може да биде посебен, специјален и така натаму. Равенката како ова да се реши, бидејќи мислам дека што ние подразбираме под македонски или macedonian, значи со целосна преведливост кај нас, и што тоа во Грција подразбираат кога ќе кажат нешто такво, мислам дека се различни работи. Знаете што е најстрашно и што најмногу го искомплицира и го натовари ова прашање дополнително? Беше што ние се обидовме да се браниме кои сме. Нашиот јазик е неспорно словенски јазик. Македонскиот јазик неспорно припаѓа на групата на јужнословенски јазици. Тоа што ние се обидовме преку антиквизацијата да си го зајакнеме коренот на основата на зошто јазикот е македонски, зошто сме ние македонци, не донесе на еден толку ранлив терен, бидејќи тоа е светот на грчката цивилизација. Свет во кој што секој што зборувал грчки, учел грчки и така на, тоа е тој свет. Нивна работа е дали они ќе се врзуваат со тој свет или не. Ама светот на нациите, создавањето на нациите и така натаму е многу посвеж. Тоа е 18 век, 19 век, дури и почеток на 20 век. И вие, кога со споменикот на Александар се обидувате идентитетот да си го заштитите, создавате уште поголем отпор таму каде што ние мора да си подадеме рака со достоинствено решение со исправена глава. Тотално вака ги направивме работите со таа авантура. Неверојатно, а инаку изгледа добро. Ја го бранам, ја градам ова, именувам. И знаете кога почнавме? Декември 2006, јас бев тогаш преговарач и имав многу се борев тоа да не се случи. Не, може би еден ден ќе решам, ќе отворам тогаш што сум правил, како сум правил и така натаму. Документација. Декември 2006 беше тоа. Година и пол пред самитот во зошто? Околу јазикот. Со која идеја? Без разлика, значи да немаме проблем со Грција, доколку усме членка во Европска унија, ќе биде македонски јазик на кирилица напишан, како што стои български и така натаму, но тоа е друга дискусија. Доколку постои разбирање дека постои регион Македонија во кој поголемиот дел е грчки и ние се правиме на дистинкција географска, и тоа за нас не е проблем. Дали од грчка страна постои разбирање дека нема друг македонски јазик, тој е еден, признаен и позициониран на мапа, лингвистичката мапа на светот како словенски јазик. Еден од трите официјални јазици во бивша Југославија, да речеме. Меѓу другото, да. Беше словенечки, српско-хрватски и македонски. Да. И дали е тоа разбрано од нивна страна? Дека просто не може јазик да има географска одредница. Ние доста години работевме на неразбирање и на клоцање. И неколку месеци работиме на разбирање. Ако ова успее, ќе мора да има едно целосно разбирање од нивна страна за овој момент. Бидејќи ние не можеме за почетокот на европскиот пат, реално, пристапните преговори, што се надеваме да ги добиеме со политичка одлука на Европскиот совет во јуни годинава. И влезот во НАТО, не може цената да биде антиевропска. Не може во 2018 година да разговараме дали сме ова и дали... Мора да се најдеме малку на по... И затоа велам, ова е еден процес на взаемно зрење и разбирање. Околу оптимизмот, ја уште нешто допрашам. Да, па ќе направиме една пауза, па имаме може после пред реклами? Да, уште ова и правиме. Околу оптимизмот, би требало да сте сериозно оптимист
кога ова со Русија вчера го изведовте така како што го изведовте како влада, затоа што доколку преговорите, доколку не сте сигурни во исходот на овој преговарачки процес, тогаш во случај, пак во хипотетичка ситуација сме, Русија да се одмазди со повлекување на признавањето на уставното име, ја губиме една од нашите најдобри позиции во однос на Грција, а тоа е бројката на држави кои немаат признаено под уставно име. И затоа се наврсувам на прашањето на Лирим, дали сте оптимист? Па мене ми е обврска да бидам оптимист. И ако најдам бараме начин. Има, ајде да не споменувам земја, ама има едно мото на авиацијата на една земја, што вика, ако има начин ќе го најдеме, ако нема ќе направиме еден. Ако има врата ќе ја најдеме, ако не ќе направиме нова. Какви ни се нас? Ние имаме ли стратешки алтернативи? Колку што ми е познато, дали има регионов стратешка алтернатива? Европска Унија. Еве, не мора да биде. Некои земји уште не се на чисто околу НАТО алијансата и така нато. Има ли друга некоја? Ние сме обкружени со земји членки. И на ЕУ, и на НАТО. Ја еднаш кажав, ајде изградиме еден мост до некој трет центар, некоја трета алијанса, па така ќе бидеме. Нема стратешка алтернатива. Ова не се соседите, ова ни е еднината, мора да се изработи. И низ процесот на изработување ќе си бидеме малку и со повеќе самодоверба. Нема да се плашиме баш, да им погледнеме на проблемите во очи и така натаму. И тој површен национализам ќе си го замениме со визионерски патриотизам, кој што се бави со резултати. Нас не требаат резултати. Не ни требаат споменици и тапкање у гради. Тука ќе направиме една пауза за реклами, а потоа министерот ќе ни објасни кои врати сме успеале да ги отвориме во овој процес. Бидејќи велите на тоа работите. Пауза за реклами, се враќаме со дебата. Гледате Топ тема на ваша страна, на Жешко Солчев, министерот за надворешни работи Никола Димитров. Министре, ја спомнавте антиквизацијата, го променивме името на автопатот, на аеродромот, прв пат по 12 години дојде грчки министер, слета грчки министер за надворешни работи. Има еден впечаток во јавноста, дека со овие потези Македонија попушта. И се создава, помагајќи, нели тука, и медиуми, експерти, луѓе кои се против решавање на споров со името, дека Македонија како почнала да попушта, ќе продолжи да попушта и ќе биде губитникот. Позната ви оваа перцепција? Јас мислам, како граѓанин пред се, ова не е баш ресорот мој, директно. Ама мислам дека и да не постоеше разликата околу името со Грција, за нашето собствено колективно ментално здравје ќе беше многу потребно да се направат овие чекори. Мислам дека сите народи имаат, ја тоа го викам, етномитологија. Наратив што ги прави многу стари, пред некој ден постирав на Фейсбук, наслови, србите се на српски, од српски весник, србите се не знам, после од албански имаше, па босански имаше, па сите ние овде некако сакаме да бидеме најстари. Кој во регионот, кој во Европа, кој во светот. Тоа е Балкан. А иднинава и сегашноста, луѓето ни одат надвор, си наоѓаат попристојна работа, си живеат во земји каде што има подобро образование, каде што има подобар здравствен систем. И сега ние, тоа ли ќе ни остане овде? Митот кој е најстар и кој има најславни порази, или ќе се обидеме да се ги решиме проблемите, да си обезбедиме сегашноста и иднината? А особено што ние се одбраната на идентитетот ја донесовме во поле каде што другата страна води 99-1. Во смисла на целата западна мисла, филозофија, отворете енциклопедии, направете. Не постоеле нации таму. Тој свет имал таква култура. Тој бил јазикот на таа цивилизација, тогаш, старогрчки. И се ние таму одиме и таму ќе
И мислам дека, второ, ова не беше какви се тие попуштања и концесии на работи што сме ги направиле сами. Едното беше декември 2006, па понатаму. Ние мора да ги земеме аргументите на силите што сакаат да продолжат да ја блокираат Македонија и да ги охрабриме и да ги убедиме силите што сакаат да бидеме, да не ги отворат вратите. Министре, вака како што говорите, се добива впечаток дека нели ние сме криви што 10 години да речеме не е решен спорот со Грција. Но вие сте министер од 1 јуни. Спорот не е се уште решен. Зборувавме за надеж, зборувавме за прогнози и за оптимизам. Говоревте дека спорот ќе се реши до крајот на годината. Владата лиферуваше информација дека ќе се реши до крајот на март. Сега говориме за исчекор до јули, до самитот на НАТО. Очигледно дека еве ги сменивте името на аеродромот, ќе се тргаат споменици, нема да се тргаат, се решава таа антиквизација. Очигледно дека не е само до тоа. А овој проблем, ако гледаме меѓународно правно, не треба да биде пречка. Тоа е факт. Разликата околу името не би требало да биде пречка, согласно член 11 од времената спогодба од 95 година, на нашите интеграции кон ЕУ, кон НАТО и кон било која друга меѓународна организација. Тоа го потврди и светскиот суд. Еден од органите на Обединетите нации, Меѓународниот суд на правдата. Ја бев таму ко застапник. Проблемот е што имаме политички проблем, мора да го решиме политички. Меѓународното право е такво како што е. Нас не ни помага многу за нашата иднина ако успееме да си докажеме сами себе дека сме во право, дека светот не е фер, дека соседите ни се лоши и ни ја држат иднината во заложништво. Прашањето не е кој е во право, прашањето е како ќе се справиме со нашата реална ситуација. И како ќе извлечеме од ова резултат што ни треба. При тоа, чувајќи си ги собствените интереси. 10 месеци да, меѓутоа дупката што беше ископана беше прилично длабока. Немавме пријатели, имавме се помалку, аргументи им дававме се помалку и станавме заробена држава, кажа Европската комисија во извештајот во 2016 година. Бевме земја во криза, денес сме земја на можности. Сосем се пресврт направивме во печатокот каква е. Македонија има сосем многу лице. Меѓу другото, благодарејќи на кризата, ова што денеска се случува во Македонија, вжештена јавност, која што критикува од ливче до слон. Тоа е се резултат на отварањето. Ние доживеавме многу тежок процес, поминавме. И мислам дека ние сме позрели. Можеме да разговараме, дебатираме, се расправаме, критикуваме. Се случи, еве денес се случи што беше со рудникот Казандол. Ова со отчетот, транспарентноста околу трошоците, вака. Луѓе се даваат оставки притиснати од јавност. Се менуваат, се раздвижуваме. Грција дали е позрела? Затоа што ние тргнавме од двојна формула, а сега доаѓаме до ситуација да ве прашуваме дали слеано и непреведено име е на маса. Двојна формула беше нашата формална позиција. Додека ова не се заврши, ние можеме кај сакаме да се вратиме со опозиција и така натаму. Ама вие не ни помага во обвинувањето. Вие кои имате, ако сакате со некого да се спријателите, дали помага клоцање? Или малку по малку да разберете што е кај нив, што е вистина зад ова, што е вистина зад тој проблем и така натаму. И на двете страни имаше грешки, тоа е факт. На пример, сега ги нема од наша страна. Во тоа сите се согласуваме, но што доколку пак нема да биде доволна причина тоа да се реши проблемот. Бидејќи вие не уверувавте дека, барем според вашите контакти што сте ги имали досега со грчките колеги, сте виделе кај нив заинтересираност да се тргне ова прашање од дневен ред. Но јас ве прашувам, што доколку еве, бидејќи досега ајде да претпоставиме дека и Груевски претера со таа негова политика со антиквизација и беше проблем неговиот став.
Еве, тоа не е веќе проблем од наша страна зборам. Нема грчката страна да најде никогаш подобар партнер од македонска страна за решавање на ова прашање. Но да испаднем дека на крај пак немаме да имаме решение. Дали имаме план Б? Што правиме после? Процесот ние сакали или не ќели, иако може да биде забрзуван или забавуван од екстерни фактори, тој ние сме притиснати од други причини во смисла на временската рамка. Едното е европскиот воз кој што тргна со стратегијата, па ќе помине низ Софија на 17 мај со самитот, и на крај главното во јуни, каде што сакаме, и претходно 17 април се извештаите, каде што чекаме и ние да видиме каква ќе биде оценката за домашната реформска агенда на Европската комисија. Изборните циклуси, кои што исто се независни од овој процес. Ние имаме идната година пролетни председателски, кај нив зависи од владата како ќе проценат што ќе направат. Може да биде крај на оваа година, почетокот на идната пролетта и така натаму. Така што не знам дали е благодарно да си даваме многу тврди рокови за прашање што не зависи само од нас. Ова прашање зависи делумно од нашата политика, меѓутоа не зависи само од нашата политика. Зависи од констелација на многу политички актери во Атина. Ова не прави нас Големата партија во владата, малата партија во владата. Секогаш ќе постојат опозицијата, крчката јавност и третите играчи. И ние ќе имаме избори, но во моментов приоритет на сите работи на ова влада, токму името и веќе една година многу работи се запоставени во насока да се фокусираме на ова прашање. Еве, да речеме до јуни, јули, кога рековте, ќе немаме решение. И тоа не по наша вина, не, туку од грчката страна. Имаме ли ние план Б или ќе тераме пак со ова динамика да ги запоставиме сите други работи и да потрошиме цел мандат само во ова? Јас не знам дали ни е баш се друго запоставено. Добро, не, но вака... Јас јавно кажувам, и пак не ми пречи да повторам, мислам дека колку сме ние посилни како кандидати, дома, тоа многу повеќе, тоа притиска и врз овој проблем. Бидејќи ако сме ние очигледно спремни, не само за почеток на преговори, туку сериозно да зачекориме во тој процес. Дали има мерит, дали има правда, дали има одговорност, дали има слободни медиуми, дали има собрание што вистина контрола на извршната власт, дали има каква држава сме. Ако тоа го направиме ние многу моќно, тоа многу ќе помогне во ова друго. Така што не мислам дека е многу разумно ние само ова и се ова ќе не спаси и таа промена што ја сакаме внатре, пред се ние ќе треба да направиме. Процесот ќе ни помогне, реформите и така натаму. А за план Б, мислам дека е важно да се фокусираме на планот А, во рамките на тоа што ни е можно, како национален интерес и така натаму. Ќе видиме што ќе излезе, ама ја ќе повторам на мотото на една од авиациите. Ако има начин, ќе го најдеме. Ако нема, ќе направиме нов. Министре, во овие констелации меѓународни кои сами рековте дека се доста компликувани, дека е се многу неизвестно. Се имаме една ескалација на во тие односи меѓу Западот и Русија. За жал, како што гледаме, се прекршуваат токму на Балканот. Ова седење надвор во НАТО и неможноста да влеземе во НАТО поради проблемот со името не прави и текако многу пофрагилни. Јас пак ќе се вратам на ова со Русија. Дали партнерите наши, која е улогата на меѓународните фактори кои ни се сега партнери? Германија, Соединените американски држави, Велика Британија, дали има кај нив интерес да помогнат во решавањето на ова прашање со оглед на геополитичките превирања? Или сме оставени ние и грците, еве го Нимиц, со Нимиц решавајте, а
приказка ваква, решите, а решите, ако не, не. Мислите директно во процесот? Директно во процесот, она што се спомена во еден момент околу дипломатски булдожер или колку и да е тоа. Дека во еден момент, да, тоа го каже и премиерот. Кога би бил критичен момент, ова личи на критичен момент. Имаме пријатели во таа смисла. Мислам, решението има пријатели. Решението секако. И... Но ако нема решение, има интерес, нема решение, Грција е во НАТО и не е така фрагилна 99 како што со сме еден, како што- ние, мала земја во регион врз кој се прекршуваат тие проблематични односи меѓу Западот и Русија. живееме во време кога има многу неодговорност. Има многу непредвидливост. Ви гледате што светот, нашава човечка цивилизација, што дозволи да се случи со Сирија. Правиме грешки. Наше е да ги убедиме дека е ова корисно, дека е ова нивен интерес, дека ова е интерес на сите околу нас и целиот регион. Не сомневам во тоа, кој е фидбекот? Наше е да ги Дали убедиме. се Се разбира. убедени? Дали Не. ги имаме Се разбира дека сите сакаат ова што се создава како надеж новото лице да го зацврстат, бидејќи они успеа да ни помогнат да застанеме една криза која што можеше да ескалира многу полошо и тоа мислам дека бевме не многу далеко. Не знам дали како ќе се одвива работите ако имаше на 27 април, ако сите медиуми престанеа да емитуваат. Што се случува, тоа е само, тоа нема ни полна година од 27 април минатата година, така? Па да, Нема ќе уште. стигне. Значи, Да. стопиравме да нема грозно, ама уште не обезбедивме успех, не ни е бетониран. Тој успех мора да се направи со овој пробив, со влез, да се стави Македонија на шините и да го фати возот. Да преформулира. Има таков интерес. Нивна проценка ќе биде како, кога, дали, во која мера. Вие не заборавајте дека Буш ден пред самитот во април 2008 година кажа утре во членство ќе влезат 3 држави. Македонија, Албанија и Хрватска. И тоа не се случи. Имаше она што излезе преку Wikileaks, дописи од Вашингтон до нивни амбасади со инструкција да помагаат и да бараат поддршка за Македонија да биде натре. Министре, Во зошто трите нови членки. Сакам да кажам, ова дали, кога и колку, никогаш не е така екзактно како што вие очекувате од мене да ви дадам сега Дали- одговор. Сега во Тоа е споредба, повели? да не го заборам прашање, извини. Дали сега во споредба со тогаш спомнавте самитот во Букурешт? Сад има поголема заангажираност да се реши проблем, бидејќи кажавте што се има направено администрацијата на Буш. Па имавме крупна порака од подпредседателот во Подгорица. Кон целиот регион и кон нас. Кога бевме сите 6 министри во Вашингтон, сега, ова не е претенциозно, ама тоа е политичката порака. Само јас бев на средба со Тилерсон, со државниот секретар. Скоро имавме посета од помошникот за Европа и Евроазија Вес Мичел, кој што беше тука, нели, и така натаму. Ангажирани се и не само нив, не само американците. И многу други сојузници, бидејќи не е многу тешко да се види колку е ова важно и за нас, и за регионот. И ја не знам оваа амбиција за европски успех на Балканот, дали може да се реализира оваа година, да има крупен европски успех, има стратегија. Ова е последна година пред... Дали тоа значи дека Европската унија е поклучена, поангажирана и позаинтересирана ова да И Европа успее е во- многу, тоа сакав да кажам, не е само разлика, и Европа да. е многу Што е Европа, тоа се заинтересирана. не е јасно. И сега Да, Германија, тука дали Германија е правуваме. заинтересирана, мака да бидеме по-конкретни, бидејќи тоа е И Европа тоа не е стварно, многу- бидејќи не биде Будимпешта, например, И тоа не не знам е колку многу фирми тешко добро да е се заинтересирана, заклучи. и Варшава. Јас бев на министерска посета во Берлин 10 на дена, да речеме 2 недели пред парламентарните избори, а ние имавме премиерска посета и средба со канцеларката Меркел Која порача дека компромисите се на 2-3 недели пред да формираат влада. Очигледно има тука
интерес. И тој не е само затоа што треба Македонија да се поддржи заради Македонија. Тој е и себичен. Ни треба ни посредник, ни треба помага на Европа. Дипломатски Е, сега буџеви. мојата поента, треба ми дозволите една поента барам да си кажам. Повелете. Поентата ми е нашата домашна лекција ние си ја научивме со сите маки. Ова е лесно да се прави, ова е товар да се бутка. Најтешко е веројатно. За мене нема повисока патриотска должност, ова е товар да се бутка така како што треба. Разумно, мудро, чувајќи тоа што треба да се чува, се разбира. Ама дали е лесно ова што се обидуваме да го правиме со судство? Тоа ќе биде, ама лекцијата кон нашите странски пријатели е што се случува кога дури и Македонија, што речиси без исклучок секогаш било на правата страна на историјата, на поновава историја на Балканот, рани 90-ти, без војна независност, сопствената криза 2001 и со многу грешки и се, ама се заедно, разбравме дека мора да сме заедно за да не биде силна државата, бидејќи ни е наша. 99-та, понатаму, 2005-та кандидатскиот статус. И сега успеавме со грдни маки да созрееме и да ја вратиме на патот. И они таа одговорност, ако пак не остаат за заклучени врати, заради вакво прашање, со ваква отвореност и рационалност во приодот кон овој проблем, тоа ќе биде, има соодговорност. И ќе биде, ако за ова разговараме, да речеме, ако јазикот остане проблем, тоа ќе биде многу грд морален пораст на сите останати земји членки. Меѓутоа, ова со Грција, ние мора во нашиот како резонираме, мора и ние да имаме еден клик. Значи, не можеме со надмудрување и со сила. Нема они сега ќе ја притиснат, ќе ја скршат, ние ќе мора да станеме пријатели. Бидејќи влегувањето внатре значи дека утре ќе бидеме сојузници. Они нас ќе ни гарантираат територија по член 5 од НАТО, ако некој нас не чеп, и ние нив. И мора тоа некако да го... И тоа е тешкото, што ние се обидуваме во неколку месеци да развиеме и да отвориме канали што биле затнати и натрупано, затнати со Пред години. крај сме, Славица, и после сите... Немаме никакви информации што содржи нацрт договорот кој Скопје го испрати до Атина, а грчката влада очигледно доста брифинзи имаше во грчките медиуми за тоа што тие предложија до Скопје. Немаше консултации ниту со опозицијата, ниту со шефот на државата пред да го испратите овој документ. Зошто? Јас го избрифирав зашто се работи, бидејќи документот нема нови позиции. Бидејќи документот ги отсликува позициите и стратегијата што ние разговаравме на таа, како ги викаме, државно-политички врв или лидерска средба и така натаму. И тоа е еден момент и мислам дека по Виена работиме денеска околу тоа, се координиравме малку, ќе работиме на повторно собирање. Пак да се видиме како што. Меѓутоа тука има еден чекор на хипокризија, бидејќи имам чувство дека не сите сакаат да стават рамо со Каменов да го носиме заедно, од една страна во реалноста, а од друга страна често има обвинувања, значи не сакам да земам одговорност, ама ќе обвинувам во јавност. Тоа што ние ќе се видиме после Виена не е баш ни наша желба. Ама е сега да не почнувам игра на обвинувања и така натаму. Опозицијата порано да се вклучи во изготвување на таков документ кој ќе го пратите до Грција? Тука бидејќи Грција од 93-та година има со опозицијата и да ја работите таа позиција да јавно да ги поканите. Доколку не сакаат, тоа е друго работа. Трето, малце тука има и мора да има една елементарна доверба од двете страни. Мора да има... Не може вие разговараме сега и договараме нешто многу конкретно и суштинско и попладне ја излегувам на телевизија и викам овие од опозицијава, вака, така... Имаме впечаток дека не сте баш нападнати ниту од претседателот, ниту од опозицијата кога станува збор за името и за преговорите. Па има изјави
кои што не се Освен баш... дека се неинформирани. Не се баш Лири, на имаме линија. уште 2-3 минути до крај. Има многу редовни контакти и многу редовни брифинзи. Меѓутоа, имам чувство што може би е логично, бидејќи најголемата одговорност мора да има владата. Тоа е најверојатно и логично. Имено. Да. Сега, колку повеќе ќе се споделува таа одговорност, толку повеќе ќе има, ама не може за секој чекор да се Да прави... ги информират. Кај нас е Лири- одговорноста, ако е ставот ист, тактиките, што се прави, така натаму, ако има промена на ставови, ако има тоа е нешто друго. Лирим? Не знам дали има прашање тука, но јас повеќе сметам, еден сум од ретките што е голем песимист во однос на прашање околу името и причините поради кои што така сметам дека грчката страна никогаш не била искрено заинтересирана да го реши ова прашање, а со тек на време ќе се зголемува и влијанието на русите во самата Грција. Прашањето, ако може веднаш, бидејќи сме на крај. Ништо, немам прашање, но да се надеваме дека јас грешам. Добро, ја имам, ќе се надоврзам. Би сакал да грешам, а вие да имате се појави реален оптимизам еден став дека директните преговори, како што се водат сега вие и министерот Кодзија, се дипломатска замка, алудирајќи на грчката дипломатска умешност, позиција, поголема земја членка, веројатно на ЕУ НАТО, е дека е тоа грешка, повикувајќи се дека тие први излегува со нацрт договор, вие го доставивте многу подоцна македонската страна, значи многу подоцна, и дека тука е влетано во некоја замка. Кој е вашиот став за ова и дека преговорите требали исклучиво да се водат со посредство на Метјуни? Ќе се водат, ја би ги водел на 100 канали, ако има можност и потреба, за да можеме да го најдеме тоа разбирање што ни треба да го зачуваме тоа што сакаме да го зачуваме, а да си ги отвориме вратите. И ние, ја не знам како ќе најдеме разбирање, ако сме многу ригидни во однос на формата. Јасно е дека главната маса е масата на Нимец. Он има мандат, тоа го прави во името на генералниот секретар на Обединетите нации. Правната основа за ова е резолуцијата 817 од 1993 година и така натаму. Исто така е јасно дека се работи за процес на мирење, разбирање и изближување на две соседни држави. Ако не разговарате едни со други, многу тешко тоа ќе се заврши. Јасно е кој е главниот. И јас не знам тоа во однос на... Добро, расправа беше алудиравте во тука во однос социјалните на... мрежи. Мислам дека Љупчо Георгиевски прв ја Ја тука не би ја посочи и се подценувал, придружија ја не би ја и подценувал многу, да. својата земја. Јасно е дека ова е асиметричен однос, бидејќи они се внатре, ние сме надвор. Ама во смисла на што сакаме, колку сме способни и така натаму, тука не би одел... Боријан, Славица, уште едно прашање. Имаме. Пред крај, да, за уште едно имаме. Виена, одите ова недела во Виена, дали после Виена веќе може да бидеме малку, да имаме контури некакви на она што е Барем нешто иднина, конкретно. блиска иднина. Во смисла на содржината или што после? Во смисла воопшто на што после ќе има договор, дали има напредок, бидејќи и по оваа средба вие не во Скопје нема оценка дали има напредок. По еден преговарачки процес секоја се цени, стагнира, има напредок, кога не може да се отворат детали. Дали после Виена ќе знаеме има ли напредок Дали ќе или имате што стагнираме? да ни соопштите, освен дека се одржа средба и Ќе ви кажам преговори? после Виена. Има ли нов предлог на маса? Дали ќе има, ако има напредок, ќе кажеме денес имаме извесен напредок. Во Скопје последниот пат немаше напредок. Ако не, па тешко е да се дефинира. Дали Метју Нимиц ќе Мислам дека излезе имаше. повторно со предлог кој би можеби би ги содржал двата нацрт договори? Некаков нацрт меѓународен. И тоа е време прашање сега? за Метју Нимиц, а дури и кога излегува со своји нацрти,
двете страни тоа го почитуваме и не зборуваме за тоа во јавност. Така што на него би ве упатил што точно планира, како планира и така натаму. Единственото до сега до овој момент што го имаме од како ги обновивте преговорите, бидејќи ова, ако не се лажам, ќе биде 4-та рунда во Виена, почнувајќи од декември до сега. Единственото што го имаме конкретно е тој предлог Нимиц кој го даде во Њујорк. Откако го даде тој предлог, вие дадовте една изјава која вели вака: има идеи што не се толку лоши, но идеи што не се толку добри. Може ли еве сега во пресрет на нова рунда преговори во петок да ни кажете кои беа тие што беа добри, кои беа Тоа тие се што откривање на позициите. Знаете, како цело време викате дека не можете да кажете што не е прифатливо, но ако нешто не е прифатливо, тоа не е прифатливо. Добро, од ова денеска не се разбра, барем нешто за најважните работи што не е прифатливо. Нашата цел... Не е прифатливо промена на јазик, претпоставувам во графата? Нашата цел, ја преферирам да зборувам во цели. Ако зборувам во позиции, ќе стане невозможен процесот. Нашата цел, ако целта на овие разговори е да најдеме достоинствена дистинкција меѓу Македонија државата и Македонија регионот во Грција, ова е можно. Ако е целта Македонија да биде избришена или македонците или македонскиот јазик, се разбира дека овој процес не може да има решение. И тоа е, нашата цел е да има достоинствена дистинкција, при тоа зачувувајќи кои сме, што сме и така натаму, достоинствено и без понижување. Тоа е нашата цел. Како ќе стигнеме и кои ќе бидат и така натаму, тоа е проблемот е што ако се отворам овде целосно, што ќе правам после таму, кои ќе бидат првите, вторите, третите, неколку елементи има, ќе се порази целта. Премногу е ова значајно, за да можам само вашата љубопитност да ја, или на јавност Тоа е да на се јавноста, разбира. не е моја лична Ама само. јавноста ја чувствува и тежината и одговорноста. И ги гледа целите кои се. Тука мораме да ја завршиме вечерашната дебата. Ќе очекуваме што ќе ни соопштите веднаш после Виена.